Почитувани гледачи на РБ телевизија, во моментот се наоѓаме во нашето студио, каде што до мене мој следен соговорник е Гоце Петрески, односно Бананат. Здраво и поздрав до сите гледачи на РБ телевизија. Би сакал да ги поздравам и исто така и моите сограѓани тук во Австралија, пошто знам дека вашата телевизија се гледа и таму. Би сакал и сите мои пријатели и познаници во Австралија да ги поздравам. Јас најпрво би сакал да ти се заблагодарам за твоето присуство тука, бидејќи знаеме дека за неколку часа заминуваш за Австралија. Беше тука неколку месеци. Ајде малце на гледачите да им појасниме, малце работно, малце на одмор, што се случува кај Гоце? Ова беше комбинација од се помалку и главната цел, главната причина за моето доаѓање тука беше снимање на нов албум. Деловно снимање, пошто немаше доволно време да се сними комплетен албум. И тоа беше пропратено и со доста забави, свирки, среќавања со познаници, со пријатели, со роднини. Така да, стварно прекрасно си поминав за овие 3 недели. Така, ајде малце да се навратиме во далечната 92 година. Јас како дете те паметам како пејач со групата Опус, со познатите твои хитови Две солзи ми капна, 3 кила банани и слично. Од тука и е твојот и, да го наречам, и уметнички никнейм за тебе. Како се одлучи да, како никнейм да го одбериш точно Бананат? Па тоа беше идеја на едни мои драги колеги и пријатели што ги има во Австралија. Значи, тој прека, да речеме, во Австралија беше роден. И на почетокот не бе баш 100% сигурен дали е добро или не, но сепак на некој начин испадна како некој имидж, што на некој начин ми помага, како една лична карта луѓето да знаат кој сум. И немам проблем со тоа, супер. Веќе тип заштитен печак, можеме да кажеме, веќе сите како Бананат знаат, Гоце Петрески малку по малку. Сакам да те прашам нешто што мене уште од моето детство, кога те слушавме, кога те гледавме по телевизија, ми беше многу интересно. Песните кои што ги пеевте со Опус, дел беа така доста сентиментални. Текстовите беа толку емотивни што човек просто може да заплаче. Ајде малце да појасниме кој ги правеше композициите, текстовите и слично. Па во тоа време, да речеме, јас немав соло кариера. Сето што беше креирано од сите мои колеги. Бевме 5-члена група, во групата Опус, и се што имаме направено, Две солзи, 3 кила банани, Те сакам по новиот албум, Не губи време по мене, сето тоа беше креирано од нас или од некој најблиски од нас. И така да не би сакал да земам некои поени специјално дека јас нешто направив специјално за тие песни да бидат успешни. Тоа беше заслуга на сите нас од групата Опус. Дали се уште сте во контакт со членовите од тогашната група? Да, секој пат кога идам тука на колегите им се јавувам да се видиме. За жал не сме поќе заедно како група. Еве, јас сум веќе толку време во Австралија, но сепак контактираме и с него многу добри пријателски односи со сите колеги. Еве, и да искористам прилика да ги поздравам и нив и нивните фамилии. Долго време те немаше во Македонија, пред чинам 2 години, мислам дека беше, се појави тука и издаде албум кој доста беше успешен, особено песната со птиците и кучињата, мислам дека направи голем пресврт во твојата кариера. Сними спот за истата и беше долго време број 1 на топ листите низ радијата и телевизиите тука во Македонија, како и во диаспората. Ајде малце да појасниме за тој албум. Па некако ми се појави желба да... Јас снимив неколку албуми во Австралија, но на некој начин појави некоја желба да бидам поактивен тука на македонската естрада. Среќен сум што, ете, специјално баш таа песна со птиците и кучињата беше многу добро прифатена од публиката тука и преку вашите медиуми се пренесе, да речем, и во диаспората и малку ме врати во некои убави спомени што ги имав порано со групата Опус.
и стварно ми даде на волја за понатаму пак да работам, да снимам нови албуми и да бидам поактивен тука во нашава естрада. Јас кога ја видов на телевизија ремейкот од Две солзи ми капна, просто бев прерадосен. Ме интересира чија беше идејата за да се направи таков ремейк на еден толку голем хит, можам да го кажам. На некој начин сакав да ја овековечам, можам да кажам, песната. Таа си беше хит, си помина некој убаво време, не направи популарни, да речем, во тоа време. Не сакав да направам песната во исти стил како што беше порано, него сакав да ја доближам песната до помладава генерација сега, со малце по-интересни звуци, по-друг ритам, но намерата не ми беше да ја направам повторно хит или нешто друго, него чисто беше така да ги потсетам луѓето дека таа песна некогаш била популарна. Така и нормално си доби свој видеозапис кој што постојано се врти на телевизиите. Кажи ми, кои се твоите наредни планови? Спомна на почетокот на интервјуво дека сними веќе дел од материјалот кој што го планираш да го издадеш на CD. Планираш некоја голема промоција тука во Македонија, во Австралија? Планот ми е да го комплетирам прво албумот, што значи повторно идење тука и да се промовира во Македонија и имаме на, така да речем, некоја желба да направи на мала турнеја низ европскиве земји кај што имаме македонци, чисто да се сретнам со нови лица, да пренесам тоа што имам и да го презентирам тоа што сум го градил со години, па се надевам тоа ќе се оствари, само здравје што вика. Така. Ајде сега малце да те прашам нешто за приватен план. Мене ме интересира со што Гоце освен со пеење нормално се занимава во Австралија. Во Австралија со музика се занимавам константно, еве да кажем во овие 19 години што сум таму, но сепак тие музиката што ја работиме таму е повеќе свадби, крштевки и тие работи. Тоа се случува на викендите. Преку неделата работам како проект менаџер во компанија. Задоволен сум со тоа, да речем, што сум го постигнал таму, земајќи во предвид дека сум почнал таму од нула, почнувајќи од учење јазик, учење школа и се. Така, мене доста интересно ми беше кога ми кажуваше дека со групата Опус вие бевте на турнеја низ Австралија, потоа ти таму си остана да кажеме да ја прошеташ и остана да живееш таму. Како одлучи такво нешто? Кога дојдовме во Австралија, бевме договорени да бидеме таму само за еден месец. Во тој месец се знае, концерти, организирање, ово, она. Времето помина многу брзо, а земјата на некој начин ми беше многу интересна. И осетив некоја потреба да, ете така, останам уште малку, колку да видам нешто од Австралија. Си реков, можеби нема ми се дај друга шанса, така да дојдам и да се прошетам, да видам некои работи во Австралија. И после една работа, после друга, после трета, еве сум уште таму 19 години. Уште ја разгледувам Австралија. Веќе се навикна на тамошниот живот. Просто ме интересира, уште ова сакам да те прашам, зошто нашите пејачи кои што одат да живеат во странство, повторно се враќаат во Македонија и тука ги снимаат песните. Музичката индустрија е многу поразлична во другите земји отколку кај нас или како? Па вака, сега музичарите што одлучиле да ја негуваат македонската музика се знае каде ќе одат. Коренот ни е тука, медиумите се тука. Најдобрата отскочна данска за било кој музичар е Македонија. Тоа можем да кажем, мислам, од искуство и ако веќе сме се одлучили да работиме некој друг жанр, некоја друга музика, се знае. Ако е англиска, имаме Англија, имаме Австралија, имаме Америка, но сепак за македонската музика, мислам дека ова е најдоброто место, пошто тука имаме избор од најдобри музичари, имаме избор од најдобри студија, најдобри видеозаписи може да се направат во Македонија, значи изборот е преголем тука и немам потреба да се, мислам, да ги барам тие работи во странство, затоа што тука веќе се имаме. Ајде уште да ми појасниме на гледачите кога од прилика, сега точен датум нормално не можеме да кажеме, кога може да го очекуваме новото CD, промоција некоја така поголема, видеозапис?
Се зависи од, да ви кажем искрено, немам уште планирано кога ќе се вратам тука. Тоа зависи од ангажманите што ги имам во Австралија и работата што имам таму. Планирам да си дојдам во Македонија идно во лето. Значи, Боже здраве што викаме во јуни месец. И сакам да го комплетирам албумот на истото доаѓање и ќе направам една промоција тука во Македонија. Па можеме да снимиме нешто ексклузивно за нашата телевизија тогаш. Гоце, јас ако немаш нешто друго да додадеш, би сакал да ти се заблагодарам за учеството тука во нашата телевизија и да ти посакам успех како на приватен, така и на професионален план. Само би сакал да се заблагодарам на овој медиум, затоа што еве уште од кога дојдов тука сум, да кажем, околу 3 недели, но сепак РБ телевизија ми пружи рака уште од првиот ден кога дојдов тука. Тоа е нешто што го ценам и го почитувам на некој начин како музичар и како човек. Значи и нас ни требаат овие медиуми за да покажеме тоа што имаме. Би сакал да ве поздравам, да ви посакам многу успех. Вие сте млада телевизија со многу добри идеи и на било кој начин би сакал и ако можам и да помогнам тука. Да ве поздравам вас, да ви поздравам вашите гледачи и да си ги поздравам уште еднаш моите сограѓани во Австралија. Гоце, ти благодарам и ти посакувам се најубаво. А вие почитувани гледачи, останете да уживате со дел од композициите на Гоце Петрески Бананата.